Дека жените се стол, поддршка и сила, тоа одамна не е тајна. Но во време на рамноправност и нови општествени правила се отвара едно старо, но се уште актуелно прашање. Дали позади секој успешен маж стои успешна жена? Ке слушнете искрени ставови од јавни личности, ке погледнете реални примери и ке добиете поинаков поглед на една поговорка, која се уште буди дилеми. Па да, држи вода секојаш. Нормално е секој па добро, и секоја успешна жена претпоставувам дека стои успешен маж, така да генерално е добро секој да се поддржуваат сите луѓе кои што се во некаква заедница или во брак или било што и да е. Јас не се врзувам за изреки. Партнер повеќе, не маж или жена, ако партнерот е поддршка, многу може да напредува една јавна личност, ако е јавна личност, па и во секоја друга професија. Многу е важна поддршката од партнерот. Пак ќе кажам, може би едниот партнер повеќе ќе се посвети на кариерата, може би другиот не толку, или пак и двајцата ќе бидат посветени, меѓутоа и на семејството, ќе бидат и на самите себе, односно еден на друг, ќе се бидат посветени. Меѓутоа јас мислам дека поддршката како што доаѓа од семејството пред се, најчесто да речам доаѓа само од правите партнери во животот. Доколку партнерот не те поддржува во она во кое што си, јас сум до некаде и мојата професија, јас 20 години, оваа година 2022 го работам ова што го работам скоро 20 години, значи од 2002 година. Низ годиниве не сум нашла партнер кој што би, да речам, можел да се навикне на начинот на живот. Бидејќи кој год да ми е партнер, автоматски станува јавна личност и тој. Не велам дека им е лесно на партнерите со јавни личности кои што се во врска или во брак, меѓутоа сепак секој е свесен со каков тип на партнер стапува во врска или во брак. Позади секој успешен маж стои успешна жена и позади секоја успешна жена стои успешен маж. Сметам дека стои ментално стабилна жена позади секој успешен маж. Не мора да е успешна она. Треба да е ментално стабилна за он да биде ментално стабилен и успешен. Да, апсолутно. Секој брак е успешен само ако мажот и жената се успешни заедно и градат заедно еден однос кој што јас искрено стојам за тоа дека во денешницава браковите и врските функционираат само ако жената го знае своето место и мажот исто така го знае своето место. За жал знаеме како стојат работите моментално и затоа повеќето од врските и браковите се уништуваат поради тоа што не почитуваме едни со други и не знаеме кај ни е местото. Доведена е ситуацијата да некојаш и самата успешна жена стои сама. А треба да има во секоја игра двајца. Дали посети секој успешен маж стои успешна жена? Постои, веројатно е успешна во она што може да го балансираат и двајцата, бидејќи ако и таа амбициозна и тој амбициозен, е предизвик во денешно време да биде успешно за нив двајца. Меѓутоа, ако има разбирање, она што велат и по возрастните, разбирање, толеранција, љубов и искреност, постои можност да биде успешно. Меѓутоа е предизвик во денешно време да имаат разбирање по младиве генерации, се надам дека работат на тоа, но е знак прашалник, индивидуална работа. За себе можам само да кажам дека ако јас се сметам денеска себе си за успешна жена, дефинитивно ми треба уште постабилен би рекла, маж да може да се износи со сето ова. Како да кажам, а да не бидам сватена погрешно. Никогаш не можам да го разберам тоа позади секој успешен маж стои успешна жена, бидејќи не знам зашто мора тоа да биде така и успешен маж и успешна жена. Значи мажот си е успешен сам по себе, жената исто така. Ние имаме различни примери на успешен маж и жена кои што можеби не се чувствува толку успешно и обратно. Ама постојат и примери, да, каде што успешноста на мажот многу зависи од жената, од поддршката, нели знаеме сите и обратно. Успешноста на жената, значи сите тие успеси кои што може да ги доживува во животот, токму да зависат дел и од тоа што дома сопругот ја дава, нели, поддршката или партнерот, партнерката како и да е. Не сум конкретна дека тоа е така по дефиниција, сметам дека можеме да бидеме успешни сами по себе, можеме да бидеме успешни токму заради луѓето со кои што сме, различни варијанти, веројатно индивидуално. Порано, кога бев на почетокот на кариерата, ми звучеше многу такво прашање кое што треба да го поставиш на секој, не баре секој гостин. А сега ми изгледа малце дегутантно или да ни речам, не ми се допаѓа, искрено. Не заради тоа што можеби не е така, а заради тоа што ми се чини дека погрешно се сваќа тоа што е успех.
да се договориме. Заради тоа што во ова ново време успех е да имаш 2 хотела, јахта, 3 швалерки, 5 деца, не знам, да одиш со шофер на работа, да те враќаат и така. Тоа не е успех за мене. Кога ќе се вратиме на вистинските вредности, тогаш успешни луѓе ќе бидат заедно секогаш и ќе се подржуваат, ама не мора тоа се да биде за нив. Да бидат влюбени или барем љубовта да ги одржува. Заради тоа ми се чини дека кога ќе дојде времето да сватиме дека љубовта е тоа која што е најважна, не викам дека парите не треба, да се договориме, за се треба. Ама ако нема љубов, ти овој што не го сакаш, овој велам зашто така, овој што не го сакаш, ќе ги потроши парите, сестро, после што правиме. Вака, земи некој што го сакаш. Вие секогаш ќе бидете влюбени и ќе најдете начин како да ги поминете сите. Е тоа е успех. Тогаш сте и двајцата успешни. И оваа успешнава не може без успешниот, пошто се подржувате и станувате заедно успешни. Тоа успехот не знам, поинаку е дефиниран сега во овие искривени вредности. Па мислам дека е 100% точна и дека жените сме тие што сме двигатели во животот, без разлика дали се работи за маж, за себе, за деца, за куќа, за било што. Мислам дека е така. Има, не велам не и мажи кои што самостојно имаат изградено успех, но сепак сметам дека жената има многу битна улога во животот на мажот и дека веројатно за успешен маж кој што има и успешен брак, жената е темелот на се. Ако сте партнери, тогаш неминовно е да се поддржувате во успесите и да придонесете на начин на кој што тоа му е потребно на партнерот. Ќе бидете успешен ако ја поддржувате успешната жена и обратно. Успешна жена е онаа која што го поддржува својот успешен маж, затоа што успеала во тој партнерски однос да биде онаква каква што треба. Мислам дека партнерите не треба да се преваруваат, треба да си бидат поддршка исто како што сме се јас и ти вечерва овде поддршка. И верувам дека такви односи ќе негуваме уште многу во иднина и дека и партнерските врски ќе цветаат.